Почитувани, за 100 дена владата на Христијан Мицковски и коалицијата не презентираше ниту една конкретна мерка за поддршка на земјоделството. За 100 дена видовме само тотална безидејност, непрофесионалност и неспособност. Ресорниот министер е претворен во партиски мегафон. Се занимава со реваншизам кон вработените, со дисциплински пријави, постапки и секојдневно пласира лаги за да ја заскрие својата неспособност и неспособноста на неговиот тим. Мицковски се фали со исплатени за останати долгови, повисоки субвенции или откупни цени, но очигледно воопшто не е информиран за фактите. Да ве подсетам дека со ребалансот ги намаливте средствата во сите програми за земјоделството. Закочена ви исплатата на субвенциите. Ресорниот министер лаже дека има 1 милијарда денари за останати долгови од претходни години. Но да повторам, СДСМ остави чиста сметка со 0 долгови за претходните години. Тоа што треба да се доисплати, зашто и со обезбедени пари со ребалансот, се субвенциите од тековната 2023 година, кои што се исплаќаат редовно во оваа година. Но зошто и по 2 месеци од усвоениот ребаланс земјоделците не ги добиваат субвенциите на своите сметки? Јас ке бев среќен ако во 2017 година затекнав состојба на 0 денари долг, но наместо тоа, тогаш СДСМ за 100 дена имаше обврска и ги расчисти наследените долгови од ВМРО-ДПМНЕ. И тоа за субвенции од 2012, 2013, 2014 и 2015 година. 100 дена ВМРО-ДПМНЕ не објави ниту еден јавен повик за ниту една мерка од ниту една програма. Да подсетам, во првите 100 дена во 2017 година објавивме над 10 јавни повици за поддршка преку разни мерки на земјоделството. Но нивната безиденост оди дотаму што укинуваат мерки кои што се од интерес на земјоделците. Како што е најавата за укинување на новиот модел на предвремена исплата на субвенциите, односно на моделот на субвенции кој што е поврзан токму со предаденото и остварено производство од земјоделците. Ова е за да се стави ред и овој модел е направен заедно со земјоделците. Но уште повеќе, со овој модел на крајот на 2023 година, за прв пат после 15 години земјоделците добија 30% предвремена исплата на субвенциите. Денеска имаме најава дека овој модел ќе биде напуштен и дека земјоделците до крајот на годината воопшто не може да очекуваат предвремена исплата на субвенциите. Тоа што го знае ВМРО-ДПМНЕ е да се фали со туѓите перја. Ги критикуваа огласите и повиците за доделување на земјоделско земјиште, но денес склучуваат договори токму по истите повици и огласи. Ги критикуваа европските ИПАРД програми, но денес се фалат дека ги склучиле првите договори од ИПАРД 3 програмата, без притоа да проверат и да видат дека уште во март оваа година, заедно со представници на делегацијата на Европската Унија, во Скопје ги доделивме најголем број од договорите по првите повици од ИПАРД 3 програмата, како земја која што прва го објави повикот за ИПАРД 3 и како земја која што лидер во искористеноста на европските фондови во земјоделството. Ја критикуваа мерката за зелена нафта за механизација, до денес ги делат картичките низ подрачните единици и тоа селективно. Критикуваа многу мерки, но денес немаат ниту една нова и свежа нивна мерка со која што може да се пофалат. Велат се зголемила откупната цена на грозјето. Да, така е, ама не поради ВМРО-ДПМНЕ, туку како резултат на новиот закон за виното, кој што го донесе претходниот парламент на почетокот на оваа година и кој што е политика на владата на СДСМ. Затоа што ние го слушавме гласот на земјоделецот, на лозарите и креиравме законско решение каде за прв пат е предвидена пресметка на производната цена и за прв пат лозарите имаат гарантирана откупна цена. И тоа благодарение на политиките на СДСМ се реализираше во оваа година. Мицковски вели дека ги зголемил и субвенциите за јачме, но да подсетам дека и минатата година и оваа година
Износот на субвенции за јачменот е ист. Односно, оваа година ја препиша истата мерка на владата на СДСМ од минатата 2023 година. Така да, воопшто, не се зголемени субвенциите од страна на владата на ВМРО-ДПМН. Годинава, откупната цена на пченицата е многу пониска од претходните години. Исто така се фалат со дополнителна мерка за поддршка на пченицата. Но таа мерка од 3 денари по килограм е и во 2023 година и истата мерка е и оваа година кога пченицата, односно цената на пченицата е многу пониска. И од овие факти произлегува дека воопшто немаат идеја, немаат концепт и немаат нови и нивни мерки и политики. Што е со откупните цени на оризот, на пиперката, на другите земјоделски производи? Зошто нема гарантирани откупни цени? Зошто нема диалог со земјоделците и креирање на мерки за нивна поддршка? Да подсетам дека во 2017 година, во само првите неколку месеци, креиравме дополнителни мерки за поддршка за сите земјоделци. За 100 дена дозволивте да има рекорден број на пожари во кој што изгоре 9% од вкупната површина под шума во државата. Или имаме повеќе изгорена шума во оваа година од сите 12 години претходно. Грижата за земјоделците не е само за избори или пред избори. СДСМ за 100 дена донесе мерки кои што веројатно нема да може да ги донесат во еден цел нивен мандат. За прв пат, уште во првите денови во 2017 година, војдовме нов модел и ги зголемивме субвенциите за тутунарите. И тоа модел по класи. За прв пат ја зголемивме премијата од 60 на 80 денари. 300% повисоки субвенции за оризопроизводителите усвоивме уште во првите месеци, во првите 100 дена. Во првите 100 дена креиравме мерката која што ја ветивме на земјоделците за зелена нафта. Ја реализиравме и мерката за враќање на персоналниот данок на земјоделците. За младите земјоделци донесовме нова мерка од 20.000 евра грант. Успешно ја започнавме ИПАР 2 програмата со првите огласи, во која што програма станавме после 5 години лидери во целиот регион. Но и ги решававме напластените проблеми, долговите од повардарие. Го решававме џумајлија и ги исплаќавме за останатите субвенции од сите претходни години. Ова се конкретни мерки за грижа на земјоделците и тоа само во првите 100 дена кои што ги имавме. Земјоделството е еден од клучните двигатели на македонската економија и СДСМ нема да дозволи земјоделците да бидат оставени на цедило и ќе ги искористиме сите механизми како опозиција да работиме во нивен интерес. За успешна земјоделска политика потребна е конкретна стратегија, мерки, политики, а не празни зборови и лаги. Благодарам.